После долги години започнува ново премостување на Вардар. Градот Скопје ја започна постапката за изградба на коридор за поврзување на аеродром, Газибаба и центар. Проектот кој што го презентираме денес е предвиден во Генералниот урбанистички план уште во 1965 година, а досега за него никој во градот ја немаше изготвено ниту основната планска документација. Овој инфраструктурен коридор предвидува изградба на нов мост кој што ќе ги поврзува булеварот Асном крај хотел Русија преку Вардар, низ населбата Керамидница, се до раскрсницата кај Скопски саем. Градбата на овој мост и коридор предвидено е да биде завршена во рок не подолго од 24 месеци од почетокот на градежните работи. Пробивањето на овој коридор ќе биде од исклучителна важност и ќе даде сериозна развојна компонента на градот и истиот ќе овозможи да патуваме и побрзо и побезбедно. Од Ново Лисиче до Саем или од Автокоманда до Бисер ќе се стасува за 5 минути и ќе може да се вози со велосипед за не повеќе од 10. Времето на движење и на пешаците и на велосипедистите ќе биде двојно скратено. Новиот булевар преку Вардар, освен нов мост во должина од 120 метри, предвидува и пробивање на нов и реконструкција на стар булевар во вкупна должина од 2170 метри со 5 вкрстувања, 6 коловозни ленти, велосипедски патеки во двата правца, пешачки патеки и 3 дрвореди. Новите коридори во градот задолжително ќе бидат пратени со нови автобуски линии на јавниот градски превоз. Очекуваната вредност за изградба на овој коридор е околу 16 милиони евра, од кои што половината се предвидени за градежни активности, а остатокот за експроприација. На граѓаните на Скопје им се потребни решенија кои што трајно ќе го ослободат градот од сообраќајниот метеж. Граѓаните на Скопје заслужуваат брз и безбеден сообраќај, а ова е само почеток на еден процес кој што не води кон постигнување на таа цел. Скопје нема друга алтернатива освен да стане европска престолнина. Благодарам, повелете со прашање. Реколте дека половина од парите, односно околу 8 милиони евра, ќе бидат наменети за експроприација. Колку објекти се наоѓаат на трасата? Се наоѓаат околу 100 објекти. Зошто толку објекти не би требало да се наоѓаат околу 100 објекти, постоеше и алтернативен начин. Јас како градоначалник на Скопје и градоначалникот на општина Газибаба Борче Ѓоргиевски подпишавме договор за меѓуопштинска соработка за да ја го превземеме другиот коридор. Меѓутоа од за мене необјасними причини советниците на ВМРО ДПМН во Советот на градот Скопје не учествува во донесењето на таа одлука, а Советот на општина Газибаба каде што мнозинството се советници на ДПМН одби да го ратификува, односно верификува, односно го прифати тој договор. Нивна цел дали била да ја бойкотираат работата на овој градоначалнички состав, на мене како градоначалник на Скопје, или да не дозволат Скопје да се развива, едноставно нема да дозволам да ја постигнат. Скопје нема алтернатива освен развој. Како тоа ќе биде и дали тоа ќе биде на потешкиот начин, ние немаме проблем. Скопје ќе се развие во европска престолнина. Предвидуваше таа алтернативен коридор? Ја предвидуваше сообраќајница од сличен капацитет, меѓутоа ќе требаше да срушиме само 20 објекти. Заради ДПМН сега ќе бидеме приморани да срушиме преку 100 објекти, меѓутоа 120.000 наши сограѓани кои што живеат во општината Аеродром и околу 80.000 жители кои што живеат во општината Газибаба ќе добијат една современ и модерен начин на комуникација како општини помеѓу себе. Очекувам дека некаде во септември ќе започне со градбата, на крај сме на изготвување на документацијата, ќе мора да се тендерира постапката за изработка на градежен проект и постапката за градежни работи. Апсолутно ништо во врска со овој проект во градот, освен едно сообраќајно решение, не беше изготвено како документација. Дали некој сакал да прави само политички маркетинг од тоа ми е мене нејасно. И она што јас го знам е дека ние сме на крај со инфраструктурниот проект и започнува проектирањето на градежниот проект. Волете. На прашање на одборот ова тема. Секогаш. Колку кошта на град Скопје одржувањето на спомениците за проектот Скопје
50.000 евра годишно, тендер кој што досега го добил Бетон, ние ќе направиме градот Скопје повеќе да не плаќа тоа затоа што ќе влезе во програмата на редовно одржување од страна на водовод. Околу зградбата на Луна паркот најавивте стопирање. Кажете ми што понатаму и како ќе се обештетат фирмите кои веќе имаат потпишан договор. Значи, Скопје заслужува сериозни и трајни решенија. Гледате дека надвор од, да речем, оно што е видлив дел од секојдневната активност, градот, администрацијата која што ја предводам темелно работи. Денешна презентација е доказ за таа работа, ќе обезбедиме сигурно и трајно решение и Скопјани ќе имаат нов, модерен, по европски стандарди изработен Луна парк. А фирмите кои потпишале договори? Пак велам, се е тоа дел од постапка која што во моментов ја работиме, добро планирање ќе ги намали трошоците на градот. Апропо ова, 65 милиони чинам дека треба да бидат потрошени, колку до сега се потрошени од тие пари? Тие се тековни пари, 80% од прилика се платени на тие пари, тоа се договори кои што јас ги наследив како градоначалник, ќе ги исполнам, меѓутоа пак велам концептот на Луна парк е една сосема поинаква работа, граѓаните на Скопје не заслужуваат импровизации. Зошто концесија? Дали ќе има концесија? Дозволете кога ќе бидат работите зрели за споделување да ги споделиме сега.